Ситуацијата со пандемијата COVID-19 која го зафати светот, зголемените бројки на новозаразени и починати, влијае и врз психолошкото и менталното здравје на луѓето. Навикнати околината да ја менуваме врз нашите потреби, оваа ситуација нас соочи со многу животни предизвици. Психолозите ја препознаваат вознемиреноста, стресот и анксиозноста која влијае врз луѓето. Немавме превентивно реагирање за да знаеме како да се справиме со овој невидлив непријател. За Емнет изјавува психолог Тања Кокотова. Ова сега што не снајде со COVID-19, всушност не фати некако на препад сите нас. Немавме време за превентивно и ургентно реагирање, за да ние го зачуваме и да знаеме како да се справиме со овој невидлив непријател, кој сакале или не да признаеме, влеа еден страв кај луѓето. Од друга страна, здравјето не значи само отсуство на болест. COVID-19 не само што го нападна нашето физичко здравје, туку аналогно на тоа да делува и на емотивното и психолошкото здравје. Со владењето на стравот, кој што веќе кај сите нас на големо е влезен, и со сите оние карантини и ситуации кои што ги минеме, ги поминавме и не знам до кога ќе ги поминуваме се уште. Физичкото здравје делува и на емотивното и психолошкото. Комуникацијата не можеме да ја почувствуваме, но на сите нам ни е потребна поддршка. Психолог Кокотова вели дека вестите кои секојдневно ги слушаме во врска со бројот на новозаболени и починати лица влијае врз психолошкото здравје. Нивниот концепт треба да се промени, да се праќаат мотивирачки пораки. Во добро здравје, но тоа добро здравје, пак ќе кажам, не значи само отсуство на физичка болест, туку да бидеме здраворазумски, да ги зачуваме нашите високи вибрации, да чувствуваме љубов кон себе си и кон другите со тоа што ги се заштитиме на најдобар можен начин, но со емпатиско размислување во смислена насока дека нема да се плашам јас од другиот или нема да гледам и да го стигматизирам тој кој што заболел, туку да сакаме да си помогнеме и да видиме, да останеме со здрав разум, затоа што тоа и како ќе ни треба понатаму кога ќе помине целата оваа криза и кога ќе треба да се справиме со нормалниот тек на животот и да функционираме како луѓе. Колку и да правиме отпор, треба да сватиме дека треба да останеме смирени и да научиме да живееме со оваа ситуација, да внимаваме на нашето здравје и тие околу нас.